Добър вечер на сви. Hvala ви много što ste тука. Очигледно дека е интересна тема, интересен настан. И самото име, јас сум Нарциса ти, онда кад кажа зашто всушност ние овде каде говориме. Тоа е дека Балашевиќ вели у сваком од нас, ѓавот чучи у сваком од нас, јас би кажала дека и Нарцис чучи во секој од нас. Помалку или помалку секој од нас на свој начин е нарцис, затоа потполно да говориме со моите вечерашни, интересни гости, кои што веднаш ги представам. Адријана Богдановска-Тоскиќ, психијатар, Оли психотерапевт, гешталт психотерапевт и во моментот работи во спрема својот докторат на медицинскиот факултет и поврзан тесно со оваа тема. Фала што сте тука. И Драгана Гунин. Драгана е психолог и режисер, меѓутоа е многу повеќе од тоа, така таа е копиврајтер, така ќе биде, окей. Уште авантурист, јас би кажала, човек кој што патува, кој што истражува, кој што е отворен за нови искуства и баш ме задоволство и че што е вечерно тука со нас, изборуваме со неја за нацизмот од аспект на филмот, глумата и театарот. Ова е втора трибина од циклусот трибини по инака психотерапија, каде што идејата е намерата е уствари да зборуваме за психолошки теми или теми поврзани со менталното здравје, меѓутоа низ призмата на филмот, уметноста, музиката, литературата. Откако ги представив гостите, сакам да се извинам, односно да го оправдам отсуството на третата гостинка која што е најавена, Наташа Пешевска, културолог и книжевник, навистина не е тука од оправдани причини, што би кажале, како на част по физичко, ама здравствени причини. И не беше во состојба да дојде, знам дека ги ни фали нејзиното присуство, меѓутоа верувам дека ќе биде ова една убава трибина. Така да, уште еднаш ви благодарам на сите што сте тука. Нарциси. И како да тргнеме да зборуваме за нарциси, ако не или за нарцизмот, ако не тргнеме од митот за нарцис. И јас не би должела многу да го прераскажувам митот за нарцис, но би, тоа е една општо позната верзија. Мит кој што тоа е од античкото доба и кој што како и секој мит си има своји, да кажем, варијации на тема и кој што мит не смееме да го толкуваме без да го земеме контекстот во кој што самиот мит е создаден. Меѓутоа, митот за нарцисот не е само нарцисот и оној бавецот кој што се гледа во реката и заљубен од својот одраз, сакајќи да го допре, тој се дави во реката, па ние заклучуваме дека кога премногу се сакаме себе си, тоа ќе ни убие на крајот. Тој е многу повеќе од тоа. Тоа е уствари митот, оригиналната верзија е митот за нарцис и еко. Односно, во суштина тоа е повеќе од љубовта кон себе и малку и за трагичната љубов, но и што е тоа што една љубов ја прави трагична. Накратко, еко е нимфа која што е прекрасна, преубава, меѓутоа нејзината прекраснотија, да кажем, не доаѓа само од нејзината убавина, туку од нејзиниот глас, од нејзиниот шарм, од приказните кои што ги раскажува. И користејќи таа своја моќ, таа ја забавува Хера, иако таа веќе била во брак со Пан, има две керки, Пан е бог, шумски бог, таа е позната нимфа и таа ја забавува Хера, дека нејзините сестри водат љубов со Зевс. И кога Хера тоа би го открие, како секоја изневерена, лута жена, ја казнува Еко, ја казнува така што ја го одзема она што е за нејзин највредно, тоа е нејзиниот глас. И сега Еко останува со својата убавина, меѓутоа тоа не е доволно. И трага по шумите, трага по шумите по природата и не идува на нарцис, и се влюбува во него. Меѓутоа пустата таа не може да му каже, ти веќе гласот го нема. И го забавува, му покажува, го привлекува, се труди да го привлече неговото внимание на секој можен начин. И на крајот му досадува. И тој толку брутално не се отфрлува, дури и кажува дека тој никогаш не би можел да ја сака, дека таа воопшто не е убава, дека воопшто не може да се спорели за неговата убавина. И таа скршена болка се повлекува во пештера, каде што останува да страда по својата невозвратена љубов. Тоа е една од верзиите. И сега после тука повторно варијации. Дали таа измолила казна, дали Ерос веќе го казна затоа што он одбил претходно љубов од еден друг бог, или пак има една верзија дека нарцис, сушност, постојано го гледал
својот лик затоа што ја барам сестра си близначка, која што починала и во својот лик ја барал не се повторно да ја види, меѓутоа на крајот го изгубил, мислам, починал од таа. Како и да е, се до метаморфозите на Овиди, ние не знаеме дали Нарцис знаел дека самиот себе си се гледа во огледало. Меѓутоа веќе Овиди вели дека Нарцис станува свесен дека го гледа својот лик, својот одраз во реката Стикс и една од верзиите дека се самоубива, другата е дека се дави. Како и да скратам, постои трагично нешто во овој мит. Прво е трагиката на Нарцисот, кој што не може да се поврзе со светот, кој што станува осамен во своето, да кажам, самобитисување. А од друга страна, тука е и Еко која што е некако трагична, затоа што не добива љубов од оној од кого што бара, а од друга страна затоа што е влюбена во човек, односно во лик кој што не може да се поврзе со другиот. И кога размислувам со овој мит, не можеме да не се прашам како е во партнерските врски, колку со нарцисите, колку се трагични односите на оние кои што се привлечени од нарцисите и колку самиот нарцис живе во една своја трагична, да кажем, судбина. Меѓутоа за тоа ќе зборуваме повеќе понатаму. Кога сме кај нарцисот, не можеме да занемариме дека тоа е инспирација, не само во психоанализата или во психологијата и психијатријата, меѓутоа во уметноста, во театарот, во многу литературни дела, можеме да погледнеме како ствари низ историјата уметниците го доживувале нарцисот и што ни кажуваат и како е денес. Првата слика треба да ја Помпеја. Не е ова. Втората е така. Првата слика од Помпеја. Нарцисот свртан со грб, Еко гледа на него. Тоа е оно што се случува во овие романтични врски. Недостапен партнер, а другата страна е секогаш свртана кон него, уште тогаш ова е забележано на фреските во Помпеја. Може да се движиме понатаму, да го видиме втората. Познатата Караваџова слика. Ова е нарцисот кој што е тажен, кој што го гледа својот образ во гледалото и неговата трагична судбина е во тоа што е затворен во својот интерен свет и во тоа што не е поврзан со другите. Добро, за Караваџо може да се зборува многу повеќе, меѓутоа ние сега не е тоа, да кажеме, контекстот. Може да видиме понатаму, третата? Да. Ова е, добро, пред ова, окей. Ова е од групата на прерафеалистите и ова е една античка представа на нарцисот. Меѓутоа што гледаме повторно? Повторно никој не ја забележува Еко, а таа е сигурно свртана на нарцисот. Може да одиме понатаму? Не, пред ова има уште нешто. Да. Ова е словенечки автор кој што твори во втората половина на 19 век и овдека одразот не е негов одраз, меѓутоа тоа е структура. Символот кажува дека нарцисот губива неговото незнаење, односно незнаењето е оно што губива нарцисот, за разлика од оној претходен символ. И да ја видиме последната слика нова. Ова е Давид, француски, Давид Релова, така се изговара, француски илустратор, кој што е многу познат во тие така наречени веб комични стрипови, графички новели кои што ги прави, и он дава приказ, ова е 2021 илустрација, дава приказ на тоа како изгледаат Еко и нарцис во денешен свет. Меѓутоа, оно што оно што се гледа на оваа илустрација, се чини дека 20 веќе се заробени во своји собствени светови. Таа во светот на телефонот, со слушалките, свртана е кон него, меѓутоа он е недостижен. Така да, сега ќе ми треба уште еден инсерт од филм, меѓутоа очигледно дека ќе треба да почекам. Имаме гости, уствари.
прибина се еден краток инсерт од многу познат филм, за тоа како ние денеска го доживуваме нарцисот во неговата грандиозност. Тоа е инсерт од филмот Ѓаволот носи Прада, прекрасната Мерил Стрип, и во овие следни 2 минути да видиме како ствари изгледаат нарцисите во модерното време. Ми фали тон. Океј, па добро, се уште не сме стасали до главниот дел, кога се обреќа. Не, така. Stuff? Oh, okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back, but what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. And you're also blindly unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then I think it was Yves Saint Laurent who showed cerulean military jackets. I think you need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry, when in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Така нарцисот. Надмен, арогантен, кој им прави на другите да се чувствува помалку вредни, недостојни, и кој што така ноншалантно го продава своето голямо јас. Адријана, време да почнеме. Со тебе? Да. Ние кога спремавме... Случај? Ние кога спремавме трибината за да говориме, односно да дискутираме, да зборуваме за нарцизмото, да стекне секој нивниот живот. И ќе останеме на тоа, меѓутоа и јас, како познат стребар за тие што ме знаат, не можеме да не почнам од почеток, така да помолам како психијатар да не кажеш малку повеќе за тоа, што значи некој да е диагностициран со нарцистичко преметување, од каде доаѓа тоа, и да направиме дистинкција доколку е можно со нарцистичката структура на личност, што ми е многу важно и мислам дека ние уствари денеска повеќе за тоа да зборуваме. Па и ја го тргнам од почеток, па што ја поштrebер. Да го говорим. Вака, одак наво размислував дефиниција, нема дефиниција што е нарцизам. Има објаснување. А кратко, кога помислиме нели нарцизам, прво што ми паѓа на памет е некоја патолошка влюбеност во самите себе си. И отприлика точно. Сега, се повеќе се зборува и за здрав нарцизам. И би кажала дека нарцизмот, прво, многу информации, кај секого постои нарцизм. Имаме еден нарцистички сектор на личноста, така би рекла се психолозите, и разликата е спектрална, градиентна, од патолошкиот до здравиот нарцизм. Во контекст на оно што го спомена, највеќе за што ќе зборуваме, кога спомнеме нарциси, нели помислуваме на некои екзибиционисти, грандиозни, кои се себе величат, кои сакаат да се експонираат. И тоа отприлика се вклопува во тие диагностички критериуми за нарцизмот, иако морам да напоменам дека нарцистичко расстройство на личност постои само според американската класификација на болести, додека во меѓународната класификација на болести не е посебно одделена.
не би влегувала во дискусиите зашто е тоа така. И една новина, токму за тоа што се препознава дека одредени карактеристики, една од тие нарцизмот кај луѓето, се оди од тој категоријален диагностички пристап, значи ова е нарцис, ова е портер, ова е параноиден, нема веќе таков категоријален пристап, туку се оди кон димензионален пристап, дека некој е полесно карактеропата, да биде поблиску да ме свати пошироката публика, а некој е потежок карактеропата. Колку е тоа врзано и со степенот или малигноста на нарцизмот, уште треба да се истражува. И според овој димензионален пристап, кој веќе е на сцена, нарцизмот би бил опишан низ дезинхибицијата, дисоцијалноста и ананкастијата. А што тоа би значило? Вака, дезинхибиција се мисли на дезинхибиција во смисол на собствените емотивни состојби, собствените импулси, слаба контрола на емоциите. Дисоцијалноста всушност се однесува најмногу на оној момент на немање доволно емпатија или немање воопшто емпатија, чувство на привилегираност, без посебна заслуга, еден манипулативен и експлоатирачки однос кон другите, додека ананкастијата би се однесувала кај нарцисите, не општо ананкастија, она потреба за перфекционизам, да биде по-добро, да е најуспешно, да е најекспонирачки. И понатаму како ќе развиеме дискусијата, нема еден тип на нарцис. Значи, ова се особини кои доколку загребеме ќе ги приметиме. Би спомнала само уште ова на почетокот, дека една друга поделба на нарциси, а тоа е отворени и ковертиорни нарциси. Отворени и затворени нарциси. Обично мислиме на отворени нарциси, кога ќе помислиме на нарцис, додека постои тој затворен или тенкокожен или преосетлив нарцис, хиперсензитивен нарцис, ранливиот, таму нелесно се препознаваат тие нарцистички карактеристики, но доколку загребеме под површината, и таму има чувство на грандиозност во фантазиите, чувство на посебност, на привилегираност, и таму се манипулира во односите за задоволување на своите потреби. Тоа ми е многу интересна тема за ранливите нарциси, мора да се задржиме малце повеќе по-после. И сега јас сакала да те прашам, ако знае, ако се знае, тоа по-добро да знаеш од мене, дека нарцистичното преметување, тоа е според преметувањето на личноста. Нарцистичкото преметување спаѓа во пореметување на личноста. Ето тоа сакам да кажам. И сега според некои статистики читам дека 10% од светската популација страда од некој вид на преметување на личноста и дека во 50% од тие 10% тие особини се наследни. Ме беше прашањето, дали нарцизмот е наследен или на некој друг начин се развива? Како воопшто доаѓа до нарцизм? Крајен одговор на тоа не е чуден, наричен нема. Ај пак од почеток. Баш скоро во една приватна дискусија, дали сега има повеќе нарцизам? Не, ја мислам дека сега повеќе го препознаваме. Баш можам еден патриархален господин од висока средна класа, мислам дека е прототип за нарцис, кој си замисли. Повеќе дискутираме за тоа и повеќе карактеристики на нашата култура забележуваме моментот на имидж или на сликата која нарцис ја гледа. Тоа беше прашањето, дали е наследен и како воопшто се развива? Нема крајен одговор. Значи,
Наследни се одредени карактеристики на темпераментот, наследни се одредени склоности, но некои работи се учат. Една од карактеристиките на нарцисите е, например, негативниот афективитет или селфкритицизмот или критицизмот кон другите. Тоа е отворена дебата, дали е тоа модел на однесување кој се восприема или пак е нешто што се наследува. Наследни се повеќе карактеристиките врзани со темпераментот, а тука кај нарцисите би спомнала дека тоа би се однесувало на таа можност за регулирање на емоциите. Значи, во тој дел може би генетиката има некоја своја условеност. Зашто тргнав од општеството? Затоа што и се поставува прашањето дали ова општество креира, генерира нарциси. Ја мислам дека да. И дали секогаш И зашто би го спомнав и меѓутоа? Затоа што општество кој се тежне кон брз успех, брза слава, брзи позиции на моќ, инстант. Односно се тежне кон создавање на слика за успех. Воопшто не е дали е тоа автентични, дали се тоа автентични потреби, дали навистина луѓето се среќни во позадина, дали градат здрави релации или не градат здрави релации. Сето тоа е тргнато на страна. Најлесно е да процениме дали некој успешен или неуспешен според облеката е првично. Според статус, според колата што е вози. Мислам дека тој момент на генерира нарцис. Така, да, тоа некако како би тоа значило дека и општеството ствари произведува нарциси. Побарува нас да бидеме нарциси. Океј, само сакаш и не спомнете почетокот, во секој момент сте слободни да не прекинете, да поставите прашања, да се вклучите во дискусија, мислам, баш би било убаво да биде интерактивно, да споделите своји искуства и размислување. Ти спомна, прототип на патриархален средовечен господин би бил идеален пример за нарцис. Што тоа значи? Тоа е некој кој што е елегантен, кој што, да кажам, не ги почитува другите, нема слух за потребите на другите, кој што само тоа, некој кој што чувствува над другите. Тоа е, ми се чини суштината на нарцизмот. Чувството дека сме над, посебни, различни од другите. Предпоставувам без некоја соодветно покритие. Предпоставувам. Да, но или пак несразмерно покритие. Да. Океј, тоа има смисла, да. Тоа има смисла. Повеќе. Океј, а ти исто спомна и за манипулацијата. Сега, како една од карактеристиките на нарцисите, дека се и манипулатори, да. И тоа секогаш ме интересирало, што мислиш, дали они тоа свесно го прават, свесно манипулираат, или едноставно не знам, такви би се дел од наследените особини? Тој има начинот на функционирање. Со тоа што не е дека нема свесност. Исто кога кажеме нарцизм, че не зборуваме за глупави луѓе, нема разлика во интелигенцијата. Мислам, нарциси може секој да е нарцис, независно од тоа. Дали манипулацијата е свесна? Не тргнува свесно, тоа е модел на функционирање, но не мислам дека немаат увид во и немаат до крај дискриминација што е добро, што е лошо. Едноставно така функционираат. Со тоа што секако дека има разлика, кој повеќе или кој помалку има увид во она што го прави, во свесноста за себе и собственото постапување. Тоа веќе ме наведува на тоа да помислам дека дискутабилни се и, да кажам, моралните вредности, општо прифатените социјални вредности. Па една од карактеристиките исто на нарцизмот е жонглирање со принципи и со моралност. Токму нивната потреба да никако не тие бидат виновни, не тие нешто, затоа што при нив се функционира на принципот се или ништо. Ако нешто сгрешат, не е нешто сгрешено, туку не вредат. И затоа, да, склони се не склони, туку тоа е системот на размислување, црно-бело, и од тие причини
токму жонглираат и манипулираат со моралноста. Едни правила важат за нив, други правила важат за другите. Исто во зависност од контекстот ги менуваат позициите. Се за да го избегнат оној момент на соочување со себе си, на собствениот удел и ефектот што го имаат врз другите луѓе. Ова веќе ми навикува на нека антисоцијално однесување. Антисоцијалното однесување би подразбирало и тенденциозна агресија, без обзир физичка, нема тенденциозна хостилност овде. Ова е модел на однесување диригиран од внатрешната динамика, за да никако не се сруши оној селф-имидж што го имаат за самите себе, дека се највредни, безгрешни, знаат, не се... Оттаму и тоа бегство од одговорност. Да, треба да е различен. Ние треба да се уништи, туку да се задржи собственото чувство на вредност. Да, така. Кога зборуваме за нарцисите, не можеме да не забележам дека, односно не можеме да не спомнам дека несигурноста е тесно поврзана со нив. И ние тоа го гледаме и го читаме секојдневно по социјални медии, или ќе кажа таа голема слика, внатре се крие нежна душа или мало дете и така натаму. Меѓутоа, кога зборуваме за таа несигурност, текна внатрешна, која што оние да кажеме компензираат со таа голема слика, таа грандиозност, многу е интересно тоа што и луѓето во односите со нив се чувствуваат несигурни. Како да имаат константно чувство на несигурност, посебно во партнерски врски. Што мислиш ти за тоа? Откаде доаѓа тоа? Зашто еден, да кажем партнер на некој кој што е нарцис, се чувства несигурно во тој однос, односно небезбедно? Нарцизмот, меѓу другите дефиниции, е и патологија на селфот, и она што е карактеристично за селфот, на нарцисите, за оно внатрешно јас, не знам како да го дефинираме селфот, е всушност тој сплитинг, постојање на тој грандиозен, голем селф и на тој јавен селф, внатрешен, кој исполнува токму со чувство на празнина, на несигурност, на инфериорност, и оваа грандиозност е всушност компензаторен механизам за да се избегне тоа внатрешно чувство на јадност и инфериорност. Сега, кога ги спомена партнерските релации, има еден карактеристичен механизам на одбрана, но не знам дали проективна идентификација, каде оние содржини кои не ни се прифатливи, кои не сакаме да ги видиме кај себе, ги проектираме кај другиот, но комуницираме со другиот на едно неизвестно ниво. Тој ги прифаќа и се однесува спред тие правила. Практично нарцисот, не сакајќи да дојде во контакт со своите ранливи чувства, со својата ранлива позиција, ја проектира во другиот и го наведува да се однесува, за да може повторно тој да го впери прстот во него. Тоа е една од причините. Друга од причините е избор на партнерот. Како тип избираат, да. Мислам, да тоа ли мислиш? Да. Главниот модел по кој се води нарцисот е избор на партнер кој само ќе се вклопи во неговата грандиозна слика. Тоа е едниот од начини. Вториот исто битен момент е и партнер кој ќе го храни неговата грандиозност. И тука понекогаш личности со мазохистичка структура, несигурни личности, личности со проблеми и со соврзување, стануваат комплементарни и поволни за нарцис. На некој начин, како и двајцата да се, мислам, и двете страни да се задоволуваат своји потреби. Нарцисот има некој што нон-стоп му се восхитува и го храни, а овој другиот, велиш, мазохистичка несигурност структура преку некој... Моментот што го спомна со Его, Его има чувство, мада во митот е фактички чувство на оштетеност, на недоволност,
Но и тука се задоволува одредена нарцистичка потреба, дека јас тоа ќе го компензирам со тоа што ќе бидам со некој што е вау. Така, да. Во перцепцијата на Да. партнерот. Тоа баш има смисла, да. И тогаш уствари тоа е, да кажеме, и идеална врска, мислам се задоволуваат своји потреби, без разлика што начин Но дали стига нарцисот до самиот себе? Дали стига, да, тоа е прашањето. И дали ги задоволуваат потребите на крај? Мислам и двете страни во една таква партнерска врска. Не, затоа што не се способни за автентичен контакт. И нема исполнување. Тоа е разликата. Често размислувајќи која е разликата помеѓу здравото и патолошкото, понекогаш формата може да е многу иста. Динамиката во позадина прави разлика. Нарцисот, трагајќи би требало да го отвориме прашањето како се формира некоја нарцистичка структура, па тука може би ќе допреме до некакви си одговори зошто не може да дојде до исполнување. Ајде време да отвориме. Како се формира една нарцистичка структура? Ја мислам дека тоа ќе го спомнеме претходно. Да направиме пресек. Со Драгана? Да не ја запоставиме. Нема да ја запоставиме. Драгана има еден куп работи кои што треба да ги кажам. Работа. Океј. Мислам, за бесот, после ќе зборуваме. Тоа е многу интересно. Да, и бесот затоа што е врзано со една друга група на депресија. Добро, океј. Драгана, пред веднаш да се фрлиме ние во демистификација на тој мит, нарциси, глума, режисери. Јас пред себе сакала да прашам тебе како режисер, на кој начин се гради еден лик во театарот и на кој начин истиот лик се поставува, за да можеме да не воведеш во тој процес, за да ни биде појасно? Добро вечер и од мене. Вака би почнала првен со процесот на работа со актер. Од моја страна, кога влегувам во подготовка на представа, во режирање, тоа значи дека правам анализа на ликот сама и потоа таа анализа му ја соопштувам на актерот. Меѓутоа, морам да напоменам, мислам дека ова работа која што многу малку луѓе знаат, а тоа е дека ние не спомнуваме диагноза, расстройство, состојба кога се работи со актер. Затоа што многу лесно ако се направи таква поделба, актерот може да се затвори во таа диагноза или во таа состојба и да не може да излезе наместо да направи целосна анализа на комплексност на еден лик. Значи, сосема спротивно тоа што би го правила јас како психолог. Ова е сосема друга страна. Кога отидов на студии режија, кога реков се ја идам психологија, ќе видите ви убаво колку знам поише од вас. Они ми рекоа не се работи така, значи тука не се дава точното име, не можам на актер да му кажам дека твојот лик има нарцизам, затоа што мора да се истражат сите карактеристики без да се даде точната диагноза, затоа што, како што веќе реков, постои опасност да се игра самата состојба, односно да се игра диагнозата. Ако се игра диагноза, не постои автентична актерска игра, туку постои нешто кое што е видено некаде, или, не знам, може би некој ќе разговара со психолог, со доктор и така натаму, така дека го земе само тоа што му е кажано, а мојата работа е да му ја соопштам или да му ја кажам намерата на неговиот лик, да му ги кажам главните карактеристики, да го разбереме неговото минато, целосната биографија и оттаму или да тргнеме да одиме сцена по сцена и да ги разработуваме односите со другите ликови и оттаму ствари се гради целосната слика за ликот и тоа како актерот постепено ќе стигне до својот конечен резултат, ќе стигне доколку ги изигра сите сцени, доколку секоја намера ја помине од сцена во сцена. Колку интересно, дали тоа значи дека уствари актерот си има своја слобода за тоа како ќе го пренесе тој лик? Колку ти како режисер уствари влијаш на тоа како ќе го пренесе тој лик? Влијам многу, меѓутоа не смеам да ја земам и неговата работа, затоа што сепак се
школувани актери кои што имаат право на своја креација, јас им давам насоки и голем дел од насоките нели одат преку мене, го контролирам целиот процес, меѓутоа им оставам простор затоа што секогаш сакам, например, ако игра Марко Трајковиќ во представата, сите го знаеме, да ја видам неговата креација преку моите инструкции и преку мојата анализа, сепак нели го водам процесот, меѓутоа ако игра Марко, ако игра Нина, истиот лик го прочитаат на различен начин, не на 100% различен начин, затоа што не смее да се случи во еден текст, нели постои многу точна анализа, меѓутоа секој различен ќе го изигре, ќе му даде можеби, не знам, различен говор на тело, различна гестикулација, можеби некој ќе му даде тип, некој нема и така натаму, така да се голем дел е од нивна страна, како што е од моја, нели. Колку интересно, вајда по тоа се разликуваат големите успешните глумци по тоа како ќе го добиват и што ќе дадат на тој лик, како ќе го живеат. Добро да се вратиме сега ние на митот за нарцизот. Колку нарцизмот е присутен во, имам види дека уметниците се чудни, сите глумци се нарциси, режисерите се нарциси, дали е тоа баш така? Па како што кажа Адријана, мислам дека постои спектар и постои екстрем и постои здрав нарцизам. И мислам дека за мене, како некој што е дел од таа професија со години, некако прифатливо за луѓе кои што стојат на сцена, стојат пред 200, 300, 500 луѓе, да имаат нешто такво во себе, затоа што сепак ти зависиш од судот на самата публика. И мислам дека на сите многу им тешко им паѓа ако представата е лоша, ако имаат лоша изведба, и дека исто така и се пресреќни кога изведбата поминува одлично. Има луѓе, мислам, има актери, има соработници, не само актери, мислам, голем дел од уметници кои што се вклучени во создавањето на театарската представа, кои што некогаш знаат за тоа однесување да го попречат самиот процес, мислам, со манипулативен однос, со обиди да ги заведат другите, да се прикажат себе си како поважни од самите од останатите, и има актери и соработници кои што тоа го прават на, да кажам, прифатлив начин, односно ја насочуваат целата енергија во создавање на самиот лик и во изведбата на крај. Така, впрочем, како и во се, како и секој едно, баш читав едно, не знам дали беше истражување, но мислам дека направиле истражување и истражувале, мерале уствари присуство на нарцистички црти на личноста кај различни професии. И така да на прво место се нашли лекарите, се извинувам ако има некој лекар, на второ место банкарите и на трето место архитектите. Така да никаде ги нема глумците, никаде ги нема режисерите и мислам дека тоа е навистина еден од митовите. Океј, но не сепак да се вратиме на глумата и претпоставувам дека многу делата кои што ги ставате, ги оживувате на даските кои што живот значат, посебно Шекспировите дела, и знам дека тоа се, како да кажам, предизвик за секој режисер да го живее тоа дело, и во филмот многу се присутни овие преметување на личност и нарцизмот. Во филмовите, не знам, и на Вец Хичкок ништо, и Аронофски, и Алмодовар, и Вуди Ален. Меѓутоа, еве сега кога размислуваш, има ли некоја улога која што така, или некоја изведба која што ти паѓа на памет и која што баш олицетворење на некој нарцис на тоа истото платно? Па јас направив цела листа на улоги на представи филмови. Меѓутоа, прво, кој што ми паѓа на памет, мислам дека ми е во тесна врска со нарцизам. Ако некој гледал серијата Killing Eve или Ликот на Виланел, мислам дека е олицетворење на нарцизам, меѓутоа баш екстрем на патолошки би рекла. Друг мој омилен тип на таков лик е Вујкованја од истата драма или на Чехов. И би сакала да споменам и доста ликови од Шекспир, како Крал Лир, Ричард III, Макбет, односно Леди Макбет, па имаме Јаков Отело, исто така од Чехов Аркадина, како што рекол Вујкованја, Раневскаја и така натаму, со тоа што разликата кај Шекспир е дека се претежно луѓе кои што доаѓаат од позиција на моќ, додека кај Чехов да кажеме дека се луѓе кои што немаат некоја си таква позиција во општеството, туку можеме да кажеме дека се луѓе како што сме ние овде, додека кај Шекспир, пошто соработувал тој со кралеви, мислам дека идејата му била и да ги прикажа самите
кралевина по инаков начин и на начин кој што тој ги доживува и неговото искуство со нив. Мене предизвик повеќе се ликовите на Чехов, мислам и сам како автор, меѓутоа и Шекспир исто така доста интересно да се постави дека не сме мислам да се занимали затоа што е ден денеска доста актуелен, посебно денеска. И сега што би сакала исто така да спомнам, верувам дека повеќето од вас ги гледале сериите Game of Thrones и Harry Potter, дека се наведени како серии каде што има најголем тип на ликови кои што имаат нарцизам. Исто така, како што веќе нели погледнавме The Devil Wears Prada, Wall Street, Психо, кога јагнињата ќе стигнат, Mean Girls за не знам, веројатно младите, не знам, милениалс генерација исто така. The Office, многу интересен пример, затоа што се работи за комична серија, меѓутоа ликот на Майкл исто така се третира како еден од ликовите кои што имаат нарцизам. И Джокер, Дефинитивно. да, ликот на Джон, мислам од Ю, серија која што неам гледана, меѓутоа знам дека е доста актуелна. Black Swan, ликот на Натали Портман, меѓутоа, мислам, може и понатаму да го спомнеме како пример за предпоставам ранен нарцис. Да проверам уште нешто дали имам Great Gatsby, Great Gatsby, исто така и тога Петар Пан, мислам дека е Петар Пан, да. пример, Ана Каренина, мој исто така еден од омилените примери и така нато. Мислам има доста. Да. Но ја дури не бев свесна затоа што како што реков избегнуваме нели да им ставаме некој си тип на етикета и не бев свесна дека влегуваат во овој спектар, после не ги погледнав и сватив дека тоа има логика. Да, после ќе погледнеме дека кратко ги сепали на друга серија која што е прејавила нарциси и ќе ја препорачам дефинитивно. Драгана, минатата трибина зборувавме, Наташа беше гостинка, и зборувавме за тоа дека постои еден феномен во литературата или во книжевноста, во психијатријата зборуваат, може ти тоа подобро го знаеш, синдромот на Силвија Плат. Меѓутоа, разговаравме за тоа дали поетесите кои што страдаат од меланхолично расположение или од депресивно расположение се повешти во тоа да создаваат така наречена депресивна поезија. Па аналогно на тоа би прашала дали глумците кои што се по природа нарциси повеќе, се вешти во тоа да доловат еден таков лик на сцена. Не, воопшто. Мислам дека тоа би била Сегментизиран промашај, да, затоа што никој не знае како да се игра себе. И на крај тоа е најтешката работа. Мислам дека актерите кога прават нешто во моментот кога ќе се препознаат дека тогаш станува тешко затоа што тек тогаш не знам што да правам со ликот затоа што ова сум јас и како да се изиграм себе си на сцена. Тука се поставува тоа прашање. Затоа ако веќе ги препознавате работите, треба да ги препознавате затоа што водите, менаџирате еден процес, сепак е тоа и менаџерска работа. Доколку ги познавате вашите актери, не давате улога на некој кој што сметате дека е таков, туку одите од позиција на контраст. Односно може да дадете некој тип на лик кој што е нарцис на лик кој што сметате дека воопшто нема таква особина или дека има здрав нарцизам или сосема минимално. И тоа е баш интересно, како режисери правите некоја проценка, мислам, добро, нормално како менаџери ти тоа убаво го каже, и колку психологијата ти помага во тоа? Па никогаш ми помага, никогаш ми одмага. Ми одмага моментот кога имам емпатија и разбирање премногу за актерите, а ми помага кога имам емпатија и разбирање за ликовите, затоа што мора да имате емпатија и разбирање и не можете да го судите ликот кој што има нарцизам. Не смеете, затоа што нема да го поставите. Ќе го поставите, но ќе го поставите со коментар. Може да го поставите со коментар кога се работи за комедија, за абсурд, меѓутоа не смете да го судите затоа што публиката тоа ќе го види. Можете само да ја судите состојбата преку представата и преку вашиот концепт, меѓутоа ако даци ти играш лик кој што е нарцис, ја не смеам да ти кажам на тебе леле види го овој како на што личи, мислам види ова. Треба да ти помогнам да го разбереме заедно ликот, затоа што ако и ти го осудиш, тоа ќе се познава во твојата актерска игра. И сум соработувала со актери кои што го осудуваат ликот. И многу е тешко да се работи во тој процес, затоа што нема разбирање, затоа што замислете еден ден, затоа што не се работи за актери кои што завршиле школа и треба еден ден да играат убици, например. Нормално дека ти лично, приватно го осудуваш тоа, меѓутоа треба да го изнесеш на сцена. Како го правиш тоа? Така мора да има
да разбираме и сакам исто да напоменам дека кога работев представа за Сара Кейн инаку долги години има депресија, се самоубива на 27-8 години, дека ја прави од позиција на тотален контраст. Значи во период кога бев најсреќна, затоа што мислев дека само така можам добро во детал да ја разберам, затоа што кога тргнев со на иста линија, дека може да се проектирам во самата представа и да не ја послушам, дослушам авторката до крај, туку да се поставам мојата слика за тоа како ја се чувствам или како изгледа тоа во мојата глава. Да, ова е баш интересно и додека да слушам си размислам колку ствари. Цело време треба да се прави некоја саморефлексија. Или како што би кажа, некоја селф-интроспекција, да си свесен за тоа нешто поминуваш, а во исто време да си свесен и за другите. И апропо тоа, во литература, Наташа не е тука, мислам, баш ми е жалко станем без осврт за нарцизмот во литературата, но она што го знаеме дека прометувањето на личност во литературата често се инспирација, а често пати се прикажани во некоја екстремна варијанта. Ти одговори дел на тоа, на ова што сакам да прашам, односно сакам да прашам кога имаш некој таков екстремен лик, што е она што ти помага да го Прометувањето на личност е всушност и екстремна варијанта на нормалните карактеристики. Значи, сега нормални тоа би било вообичаени, здрави, функционални. Така. Знаеш што мислам кога реков екстрем? Она карикатуралност, кога ги водат неговите до... Секој од нас има промени на расположение, чувство и нестабилност. Секој од нас носи нарцизам, секој од нас на моменти е несигурен, некои се на моменти сумничави, некои тежнеат кон ред, дисциплина. Но колку тоа невозможува да градиме здрав однос и кон себе и кон другите, колку тоа не прави нефункционални, тој не разликува, односно не градира, веќе кажаме, нема категоријално си или не си, туку од здравото кон патолошкото не градира. Така. И кога зборуваме за тоа, за такви екстреми, постоеше ли некој лик до сега во твоето професионално искуство, кој ти беше баш предизвик онака да го изградиш, да го изведеш на сцена, или би бил кога би работела на него? Па, сите ликови ми се предизвик, затоа што некој се случува во една представа да постојат 13 лика и ти треба да ги посветиш чисто внимание. Дали има 3 реплики или 10 страни реплики, треба да посветиш чисто внимание и никој да не запоставиш во целиот тој процес на создавање или работа со актер. Меѓутоа, како лично сметам дека би ми бил предизвик Крал Лир, затоа што е многу далечен од мене и тоа веројатно е една од најубавите работи кога се бавите со уметноста, дека треба да пронајдете во себе нешто што го носи секој лик кој што го правите. Без разлика дали се работи за представа од 20 ликови или 12 или 50 се едно, пак вие треба да дадете дел од себе кај него. Лир е возрасен човек, маж кој што има 3 ќерки и со самото тоа не е многу поразличен од мене, така да на тоа ниво првен би ми бил предизвик, а потоа и со целата негова состава, односно сомнеш и приказната дека се сомнева во својата ќерка која што највеќе ја сака и така натаму. Меѓутоа пак како режисерка јас морам да најдам допирна точка со самиот лик. Би се прашала себе си доколку го поставам, дали јас некогаш сум се посомневала во некој, на кој начин, дали сум се посомневала во многу блиска и сакана особа, и ако одговорот е да, веројатно големи се шансите да е да, како сум се чувствувала во тој момент. И така јас би можела малку, може би 10-20% да го разберам него и да му помогнам на актерот кој што го игра ликот да го создадеме заедно, затоа што пак мора да се поврзете. Може секогаш се дава овој пример кога се зборува за тоа колку твоето искуство треба да е исто со искуството на ликот, а тоа е кога работите убиство на сцена или кога работите лик кој што е убиец, кога го создавате, не значи дека треба да имате направено нешто такво за да го разберете. Туку одите во со прашања, дали сум била толку лута, дали сум повредила некогаш некој не физички, психички, дали сум сакала некогаш некој да удрам и така натаму, и така вие доаѓате до одговорите кои што ги има
кој што ги поминува веројатно тој лик и неговата состојба и екстремот нели кој што се овде. Пак зборувам за некој се нормална доза на тие емоции, не зборувам за тој екстрем, меѓутоа веројатно дел од неговата состојба така можам да разберам. Кога го спомна него ми текна, ако добро се сеќавам, и кај него има нарцизам. Идејата беше која од трите, така ли беше, која од трите четири ствари најмногу го сака, него го сака. Да, ама како го збориш, како ги создавате ликовите, цел еден тераписки процес, мислам, се случува. Да, мене ми е цело време интересно да ја слушам моментот на поставување граници, на поставување дистинкција, тоа ми беше така. Како го правите? Да, стварно интересно. Окей, да се вратиме на тебе. Ти пред малку спомна нешто многу значено, здрав нарцизам. Што е тоа? Што е тоа што прави разлика помеѓу да е некој нездрав нарцис, патолошки нарцис и здрав нарцис? Што е тоа здрав нарцис? Да тргнеме од една теорија, колкото на теорија, психологија, како се развива нарцис, зошто се развива. Детето има одредени потенцијали, одредени таленти, одредени склоности, одредени особини, кои родителите треба да ги препознаат. Но пред да почнат да ги препознаваат негови особини и таленти, прво треба да извршуваат одредени потреби наместо него. Односно се вратиме мало во првата година од животот, кога мајката го смирува новороденчето, кога ги задоволува неговите потреби за храна, за хигиена, за сон, да го успие. Значи, мајката треба да е доволно сензитивна, вешта, сигурна на себе, да на време ги воочи тие потреби и на време ги задоволи. Но не постои таа перфектна мајка која сето тоа во секој секунд може да го оствари. И во тој момент мајката е всушност еден продолжеток, пошто од периодот на примерен нарцизам кој е здрав, нормален, како да овој патолошки нарцизам е резултат на секундарен нарцизам. Тоа се така наречени селф-објектни потреби, која малото бебе не може само да ги оствари. Значи не се само од хранење, туку се емотивни потреби, осознавањето на светот, преплавувањето со различни сензации, преплашувањето, сето тоа мајката треба да го препознае, да го преработи и да го врати. И не е тоа нешто сложно, нели ќе го видиме и гледаме сега дали е гладно или уплашено, па му смири се, ќе биде се во ред. Го правиме тоа како родители. Потоа како детето расна, освен има потреба нели да биде препознаен, да му бидат валидирани успесите, да му бидат валидирани потребите, што сака да се игра, како сака да се игра. И родителите треба да одговорат на ваквите потреби. Доколку родителот е несензитивен, или себичен, или нарцистичен, или депресивен, или одсутен, или презапатен, што и да е, не е во состојба адекватно да одговори на овие потреби, тогаш детето го потиснува тој дел на себе и така почнува да се создава тој јаден сел кој го смета за неадекватен. Тоа му ја раѓа несигурноста и цела таа потисната содржина и генерирала и чувство на празнина и на недоволност. Како компензација се јавува грандиозност. Не може да издржи, преполно му е сето тоа. Преполно е сето тоа. Односно, колку зборува за тој нарцистички сектор на личноста, каде што го имаме тој грандиозен сел, кој исто нормална потреба, развојна нормална потреба, и
идеализирана родителска слика. Не, нормално е еден 3, 4, 5 годишняк, мој тато е најак. Моја мама е најубава. Мојата мајка е најубава. И тоа се нормална детска потреба, да се идентификуваат со нешто што тие го валидираат како вредно. Доколку родителите соодветно одговараат, а не се децата па нивни селф-објектни продолжетоци и не го стимулираат само тоа што тие сакаат да го стимулираат и само кога тие сакаат да го стимулираат, туку се усмерени и ја даваат она безрезервна, сега многу не е голем тој збор, поддршка и љубов, тогаш убаво се интегрираат идеализираната слика за себе, идеализираната слика за другиот, со реалната слика за себе си и за другиот, се интегрираат и доаѓа до градење на една стабилна слика за себе, кохерентна, до една стабилна самодоверба која нема огромни осцилации како што има кај нарцисите и до градење на еден реалистичен вредносен систем. И тогаш имаме здрави амбиции, здрава идеја како да ги реализираме тие амбиции, реална проценка на собствените капацитети, реална проценка на собствените можности. Само почит. Тоа е здрава самодоверба. Да. И тогаш имаме и реална, ако добро да сватим, имаме и реална слика за тоа кој сум, каде сум, што сум, прифаќам критика, се стремам. Затоа што, како претходно што спомнам, критиката, знаеме дека критика е за конкретна поставка, а кај нарцисите критиката ја доживуваат како комплетна негација на нив самите. И тоа е неиздржливо. И тогаш ли влегуваат во тој нарцистички бес или кога ќе ми се сруши сликата или нешто? Кога влегуваат? Да, секоја препрека на нивниот пат во одржување на тој грандиозен селф-имидж може да предизвика нарцистички бес. Односно, по една друга теорија, иако се комплементарни сите теории, како останува нарцизмот, тука се зборува за несразмерен однос помеѓу агресијата и либидото. И дека не изартикулирани се агресивните импулси и постојано чучи некаква агресивност, некаков бес, некаков презир кон надворешниот или завист кон надворешниот свет, односно сите оние негативни чувства, кои многу лесно е да се тригерираат. Доколку нешто ја нарушува таа нарцистичка рамнотежа и нарцистичкото себеубедување. И обично тригерите што за некои стресни ситуации, некои закани? Негацијата на нивниот имидж, критика, соочување со нив самите, неисполнување на нивните желби и потреби, се она што ја нарушува нивната идеја за самите себе и како треба да бидат третирани од светот. И вака кога слушам, дури знаеш дека пред очи ми излегува слика на дете. Една детска импулсивна реакција. Апсолутно. Затоа што и нарцизмот, без обзир дали е патолошки развој или застој во развојот, се врзува токму со раните детски години, околу втората година, плюс-минус. Кога детето веќе се осамостојува, веќе има идеја дека е различно од мајката, но се уште мајката му е итекако потребна и такако, не само мајката, да не ја сведеме кривицата за генерирање нарциси кај мајките. Негователно да кажем на оној што И се другиот. Може разни се патиштата, може и да е замена на улогите причина за настанување, кога детето треба да го задоволи родителот, за да родителот биде окей со самиот себе. А кога детето уствари почува грбот на родителот, нели? Да, кога се грижи, кога треба да не сгреши, за да не родителот пати. Или пак кога родителите се ладни.
незаинтересирани. Не е само времето, туку и квалитетот кој се поминува со децата. Или кога само на било која нивна иницијатива ќе изреагираат со презир, а само оние што се нивни незадоволени потреби или идеи, само тие ќе бидат стимулирани, само тие ќе бидат поттикнувани. И како што веќе реков, се останато оди во пакет на неадекватно. Се бутка и се одржува она што е прифатливо и допадливо на околината. И од таму произлегува и таа потреба за огледување, за одобрување, за прифаќање, но тој дисбаланс во самиот селф треба да се одржува. И затоа е перпетум мобиле, или ниеден успех не е доволен. Постојано се генерира таа потреба, а се е затоа што не е задоволена онаа автентична потреба за огледување, за одобрување, за препознавање, за близнаштво, има и се објектна потреба за близнаштво. Сега не ги објасним затоа што мислам дека не треба да одам во детали за некои работи. Во одредени периоди некој од препознавање на дека се бара задоволување на тие потреби, можеме да го сметаме и за нормално, прифатливо, посебно адолесценцијата, пубертетот и адолесценцијата, кога се прави рекапитулација на сите оние претходни фази. Например, едно од тие селф-објектни потреби е тоа што реков за близнаштво, односно за истост со другиот. И тоа е некаква потврда на самите себе си, као адолесцентите многу често ќе се здружат исто, се облекуваат, ма ние сме исти, моја, не знам, крвна група, моја алтер его и слично. И тоа е нормално. Ама и оди таа истост, но додека ако тоа постојано обстанува, постојано ја држиме таа потреба ние да сме или ние самите по себе величина, или да припаѓаме на нешто големо, почнува да е карикирано, почнува да е патологија. Да, почнува затоа што и тоа е баш тешко и да се тоа си размислам. Цело време си во некоја ситуација да зависиш од другиот. И во момент кога другиот ќе престане да те глорификува или да те се восхитува или да те обожава, ти веќе не Тоа е иронијата на нарцисот, од една страна се само доволни и не признаваат дека има потреба од друг, затоа што во крајна линија се плашат од интимност и од контакт. А од друга страна, постојано имаат проблеми да бидат сами со себе. Постојано имаат потреба од други, но другите како огледало. Другите како продолжетот со собствени. Колку интересна ова психодинамска теорија. Спомнавме за да го видиме тоа кратко видео и после да се вратиме на ранливиот нарцис и мислам дека веќе ќе се придвижуваме, не знам, немам чувство колку е саат. Океј, има едно кратко видео. Што се случува кога нарцисите уствари се соочуваат со тој момент да се сруши сликата? Еви како изгледа пак на нарциси. Very hard to think about me, and I think you shouldn't have even married me, actually. What the actual fuck? You proposed to me? You proposed to me my lowest fucking ever. My dad was dying. What was I supposed to say? Perhaps no? I don't want to hurt your feelings. Oh, thanks. Thanks for that. Yeah, you really kept me safe when you ran off to fuck the phone. Oh, fuck off. You're a hick. And then you hid it because you were so scared of how fucking awful you are. You were only with me to get to power. Well, you got it now, Tom. You got it. I'm with you because I love you. Bullshit. You're fucking me for my DNA. You're fucking me for a fucking ladder because your whole family is striving in parochial. That's not a fair characterization. Oh, no, well, your mom loves me more than she loves you because she's cracked. You wanna actually clear the air? Fine. You betrayed me. You were going to see me get sent to fucking prison! Shit! And then you fucked me off with that fucking undrinkable wine, and you won't have my baby because you never even got honest with me. You wouldn't be going like 4 fucking years. You offered to go to jail, Tom. You offered because you're servile. You're servile. You are incapable of thinking about anybody other than yourself
is that fucking Oh, thing. yeah, you read that book, Tom? You're too fucking transparent to find in a book. You're pathetic. You're pathetic. You're a masochist and you can't even take it. I think you are incapable of love. And I think you are maybe not a good person to have children. Well, that's not very nice to say, is it? I'm sorry. I'm sorry. You have hurt me more than you could possibly imagine. You took away the last 6 months I could have had with my dad. No. Yes. No. Yes. You sucked up to him and you cut me out. It's not my fault that you didn't get his approval. I have given you endless approval, and it doesn't fill you up because you're broken. I don't like you. I don't even care about you. I don't care. Have we cleared the air? Huh? Feel good now? Yeah. Yeah. Fucking great. TikTok. You don't deserve me. And you never did. And everything came out of that. So fucking flat. Само кратка дополна. Ова е пета сезона, значи замислете, они 5 сезони се од најромантична, најљубовна врска, и ова е позната серија за Сешан, е плејада на нарциси, нарцис до нарцис. И ова се двајца нарциси кои уствари си го откриваат своето вистинско јас. И интересно е како и завршува нивната врска, ако ја гледате серијата, и за оние кои што ја гледале знаат како ќе заврши, и јасно е како нарцисите уствари продолжуваат. Така да ова е тешко. Веќе мислам дека одговоривме за нарцистичкиот лес што го предизвикува. Тој момент што сакам да спомнам е дека не мора да биде предизвикан нарцистички бес, туку нарцисите се склонни да паѓаат во депресија. Тука сакам да се надоврзам, затоа е новиот нарцис, мислам дека он е прилично депресивен, така ме не се чини. Не би рекол. Не? Окей, уште по-добро. И грандиозно, колку знаете, например, луѓе што стареат и ќе се приближи пензија и веќе или не прифаќаат нормалните текови, или ќе западнат во депресија. А тоа не е развојна криза. Тоа не би било развојна криза. Одеднаш може да се чувствуваат некорисни за општеството, па не знаат што да прават со себе. За разлика да, ќе дообјаснам за отворените и затворени нарциси, сакам уште нешто исто околу типови на нарциси да спомнам. Мислам дека ќе е интересно за публиката. Има повеќе поделби на нарциси, еве сега една ми падна на памет, а тоа е, например, непринципиелен нарцис, односно нарцис кој се ги задржува правата за себе, додека истите тие правила не важат за другиот, и овие нарциси се склони кон тие неемпатски постапувања, се граничат и со антисоцијално распространа личност, склони се и кон физичка агресија, злоупотреби разни. Потоа имаме љубовен нарцис. Зависи што е идеалот кај нарцис, и во тоа бираат како и ќе постават како норма. Љубовните нарциси ја влечат својата гратификација во освојување, но секое приближување и поголемо интимизирање го тригерира она чувство нивно на безвредност, на недоволна граница и прави да бегаат од таа ситуација, да Дон исто или така наречени елитистички нарциси, кои што спомнам, меѓу доктори, меѓу адвокати, меѓу јавни личности, менаџери, банкари и глумци, пејачи. Тука веќе примат е успехот.
за некој приматен моќта. Исто не е точно дека по дефолт се неморални. Ако нивниот еко идеал е морал, тогаш супериорност ја влечат со тоа што ќе бидат хиперморални. Зависи со што се врзани нивните его идеали. А во однос на отворените и затворени нарциси, значи отворени нарциси кои бараат активно внимание, кои манифестираат својата грандиозност и својата семоќ на разни начини, дека лесно ќе ја завршат, дека можат, некритични се, манипулативни, ги искористуваат другите, додека затворените нарциси на прв поглед го гледаме она инфериорното, повлеченото, смиреното, додека внатре во себе е обратно. Тука е чувството на грандиозност, на моќ, но како да немаат доволно храброст да ги проверат своите грандиозни фантазии, дали ќе поминат и во реалноста. Некако да си фантазират. Кога јас би бил... Не, имаат идеја дека се... А не се обидуваат. А не се обидуваат токму да не најдат на критична процена од околината и од реалноста. Тие се најдобри музичари, да кажеме, или најдобро проценуваат и најдобро можат, ама не им се создале услови, не ги препознале другите, го тајат тоа за себе, а се тоа да не подлежи на валидација. Како изгледат, како е нивното однесување, уствари, како ние царев, тоа ми наликува на некоја скромно однесување, као нешто ја... Скромно, пожртвувано може да биде однесување. Тука се хранат со тоа што се тие најголемите жртви, се она што ги прави различни и посебни од другите. Значи, и тоа може да скрие нарцис. Најпожртвувани, најосетливи, нежни, највнимателни, Нивниот идеал е врзан со таа улога на жртва. Иако и оврт нарцисите знаат да бидат. И кога се такви, да кажеме, си размислувам какви се врските со таков тип на нарциси ранливи, е традиционално. Да кажем, жените се повеќе во тој призмот, да се грижиме за другите, да се само жртвуваме, да се подредуваме. Дали такви партнери се попривлечни? Еве зборуваме кога би бил некој ако добро те разбирам, тој таков тип на нарцис бара грижа. Бара некој друг да се грижи за некој кој нема шанса. Не би било еден со друг нарцис повертиорот. Иако нередко стапуваат и во врска и со граничните структури, кои ќе бидат, например, ако овој зацкриен нарцис е попасивен, тука динамика би гранична структура би довела, па таа се жртва. Уште една исто карактеристика склони се кон зависности, па жртвата е склона да ги лечи, да ги спасува, ама тука е незината грандиозност. Во спасителската улога, во пожртвуваната улога, во мачителската улога. Од тој аспект, што е тогаш со овие другиве, грандиозни нарциси, они какви типови на партнери привлекуваат? Овие што отворено се грандиозни, успешни. Па тие привлекуваат со стекнатите тие позиции на слава, на моќ, имаат шарм, заветуваат, недостапни се, делуваат самоуверено, делуваат сигурно, иако со тек на време сето тоа станува прозирно и па и досадно на моменти, но во почетокот импресионира токму со тоа е таа тенка разлика помеѓу здрава некоја самодоверба и онаа напумпана, условно кажано, самодоверба, импресионираат со такви манири. И обично бираат партнери кои, како што кои ќе се вклопат во таа, ја има најубавата, или најбогатиот, или најпаметниот, или зависи
од системот на вредности. Интересно е ова како уствари се надополнуваат и во партнерските врски и уствари она што си го мислам додека те слушам е дека некако врската како зема поголем замах, како да не се продлабочува, туку како да останува на некој ниво на површност. И таа празнина како од нарцисот да се прелева уствари. Така некако си, такви некои метафори би излегува, дали така се случува во пракса? Површност во смисол на не до крај искреност, не до крај поврзување, а тоа е затоа што нарцисот со самиот себе не е поврзан до крај. Уплашен. Ако пробаме да го разбереме, длабоко во себе е уплашен. Мисли дека ќе биде превземен, се плаши, да се вратиме повторно во тие рани релации или врската со мајката, тоа со самосталување било пренасилено и било отгорно, или пак било спречено. И не му било дозволено доволно да се развива автентично. И таа празнина, како во целофан. Како во целофан без вистински контакт. Без вистински контакт и секако не. Зависи колку е свесен и колку има капацитет да си ги признае тие прават себе да ги избегнат тие страшни емоции на тага, на празнина, да се соочат со својата лутиност, со својот без како што рековме, го проектираат тоа и оној другиот се ќе внимава помалку или повеќе да не го предизвика тој без. А секој е со нели? Во почетокот, да. Да, ама и после кога видиш го и другиот нешто задоволува. Сигурно. И тоа сакам да прашам, ако стално сум на некоја ивици, ако стално сакам да го задоволам нарцисот, за да он, не знам, не избугне, не ме навреди, не ме критикува, за да добијам некој одобрување, за да јас имам некакво чувство на вредност, она втората страна на паричката, да припадам на нешто вредно. Тоа е пак луѓето што ги привлекува кон нарциси. Припадноста на нешто вредно, истоветноста. Па и ти имаат некој правилен селф, не? Апсолутно. Мислам, секој може со секого да влезе во врска, колку ќе трае. Колку ќе откриеме што е здраво, што не, како ќе генерираме динамиката на таа врска. Така, и сега кога зборуваме... И секако, нели рековме, нема... Зборуваме, нели, за крај на патологија, за да доловиме во поблиску до некоја здравост, секако дека има и здрави моменти во врската и обстојуваат и... Ова збориме за екстрем. Така. И кога зборуваме на овој начин за партнерските врски со нарциси, се чини дека се пак ќе кажам, и ако се сетиме на митот, трагични се некако или за едниот или за другиот, посебно за оној кој што станува така врска. Па се сеќавам дека многу филмови, многу дела ме одушевувале, посебно кога сме били адолесценти, а уствари сега од оваа перспектива сваќаме дека тоа и баш не било баш таа некоја истинска љубов која што ние ја бараме. Драгана, би текнува ли на некој филм кој што така ти се чинал на некој дел, а сега од оваа перспектива, па не е баш тоа. Па јас памтам дека кога бев помала, во списанието таа прочитав нешто со стилот и да не беше Ана Каренина која се убила за некој глупав Бронски. И мене таа реченица ми остана во глава до тинеџерски години. После со професорката Ана ја работев на Ана Каренина во втора, мислам дека средно, и сватив зошто е тоа така. И кога го читав романот, да, веројатно на 16 години ми изгледало се многу романтично. Меѓутоа, пред некоја година го гледав филмот и мислам дека заврши во солзи од сите тие комплексни врски и релации и еве ја како е да живеам Ана како жртва на двајца мажи кои што нели имаат, па би кажала едниот од нив екстремни црти на нарцис и двајцата, мислам дека Алексеј, двајцата се нарциси, да. Така да, мислам, завршува трагично целата приказна, а како пример исто така би сакала да го наведам романот Смртен исход на атлетските повреди на Милица Вучковиќ. Мислам дека тоа баш школски пример за нарцис
нарцизам, врска меѓу маж и жена, кој што мажот е, мислам дека со екстремен нарцизам според мене, и да, мене многу ме погоди целата приказна кога пред скоро 2 години го прочитав романот и се уште актуелен и мислам дека се набирува како пример за доколку сакате да најдете некаде лик на нарцис, дека тоа би било идеален школски пример. Исто така еден од филмовите кои што сите го доживуваме премногу сладок и премногу романтичен, 500 Days of Summer. Машкиот лик, што би кажала, не знам друг, мислам Там Girl веќе го кажа. Мислам дека тоа Black Swan, ликот на Натали Портман, кој што исто така го доживуваме како премногу ранлив, премногу кршлив, меѓутоа од друга страна со постојана потреба за задоволување на своите потреби, со постојана потреба за валидација од останатите, така да комплексни ликови. Според тоа што го збореше Адријана, мислам I'm blown away, пошто многу тежина има во сето оно што го кажа и така некако се вртам по глава и ликови и лица од секојдневниот живот и актери и режисери, мислам дека секој би можел да се препознае во еден дел. Малку коментар за Black Swan, мислам дека повеќе образуваат со гранична структура, има некои компензации там, некои психотични. Има и халуцинации, Има, меѓутоа во Black Swan-от тој нарцис е баш онака. Да, но тоа што го рекавме нарцизмот е сите. Така. Патологијата, ова нешто, те компензациите се карактеристични за гранични, не толку за нарцис. Окей. Пред ние некако се ближиме кон крајот. И малце полајкано прашање пред да завршиме и да затвориме со овие со препораките. Од ваше искуство, не мора лично, меѓутоа туѓо, пријателско и секако од вашето знаење, што би кажале во неколку реченици? Како изгледа една врска со нарцис? Кои се тие црвени знамења кои што се појавуваат и што останува после тоа? Требаше да биде едноставно прашање. Не знам, мислам дека најтешко од сите претходни. Да, па не само врска, генерално односи во животот, али што се однесува до врска со партнер, бих би кажала исцрпувачки. Затоа што не знам сега дали од своје искуство или искуство на блиска личност, дека завршуваш со сомнежи во себе и со не знам дали би кажала скршен, срушен идентитет, меѓутоа би кажала со чувство дека не си доволно добра, дека не си направила доволно и дека што и да се направила дека не е тоа, дека никогаш не е било вистинското. Така да мислам дека тоа би било доминантно некој чувство, кое што после долго време се опоравуваш. Дефинитивно да се сложувам. Така што мислиш? Истото би го кажала, да, празно, исцрпено и чувство дека си некоја улога, си некаква задача. Постојано некој очекување. Од партнерот зборуваме. Партнерот кој што го врзва со Тоа зависи од кој животен период и колку си зрел и колку си расчистил сам со себе. И колку ти можеш да жонглираш и со собствениот и со туѓиот нарцис. Океј, фала ви. Мене беше пријатно да завршиме. Јас имате пак и сега. Би сакала да ни препорачате нешто, музика, филм, театар, представа, поезија, вие многу работи кажавте. Може сега да се повториме, меѓутоа чисто така како некој за обслужување. Спомнав серија Very British Scandal, баш типичен еден нарцис. Јас би сакала да кажам Еуфорија, не знам дали смеам да ја препорачам, пошто е за тинејџери, меѓутоа не е за тинејџери. Еуфорија, да, и ликот на Нейт Джейкобс, мислам дека сите го сакаме вака како актор, меѓутоа како лик знае дека е доста опасен. Така да тоа кажала за крај. Фала ви и пред да отворим дискусија за најдобра слива. Секако. Ја во мојот живот, кога ќе дојдем на скуп збиење на Буџер,
Ала ви много. Пред да завършиме, ја препоръчам си Session. Јас не изгледам цела, меѓутоа стварно одлична серија за нарциси. И секако од книгите нема многу преведени на оваа тема, да, во Србија има. И една од тие авторки е Рамани Дурвасула, морам да ја читам затоа што е индика и така тешко ми е да ја запомнам. Има две книги, Остати или отичи и Знаеш ли ти ко сам ја. Ги нема на македонски, на жал. Меѓутоа јас извадив еден дел, се обидов да го преведам, па да видиме како звучи. Не бринете да се надевате дека вашиот партнер ќе се промени. Само вие можете да внесете некои промени, да разберете што се случува, да ги намалите очекувањата и согласно тоа да донесете одлука. Одлуката се однесува на тоа да се остане или да се замени. Ала ви што бевте вечерва тука и што не заминавте. Мислам дека малку го прекршивме времето, мене ми беше преубаво, јас не пуште, но ако има прашање, дискусија, тука сме